Сега ќе ви покажам како успешно да изматите пандишпан за торта. Ова е некоја врста класичен пандишпан. Тука во ванглата имам 6 белки, 6 лажици шеќер, кои ќе ги матам густо, а потоа ќе додадам и 6 жолчки. Ќе додадам и некаде 13 лажици ореви мелени, може и повеќе заради вкус, затоа што секој пандишпан со што повеќе ореви е повкусен. Ќе додадам и 6 лажици брашно. Сега почнуваме со работа. Матите белките со шеќерот, додека шеќерот не се столи. Ќе почне да се познават траги од миксерот и белката. Убаво. Додаваме жолчките една по една. Значи постепено, но јас ги додадов сите за да можам поубаво да ви презентирам како, на кој начин и како треба да изгледа густината на еден убав и успешно изработен пандишпан за торта за секоја пригода. Значи лесно, едноставно за изработка и брзо. Што подолго матиме, меѓуто треба да биде почврста, со тоа и пандишпанот да биде поуспешен. Пандишпанот, откако ги измативме белките со шеќер, ги додадовме жолчките, продолжуваме со додавање на другите намирници. Сега додаваме 6 лажици брашно. Даваме и мелени ореви. Мелени ореви додаваме по желба, јас ќе додадам 12 лажици. И додадовме и оревите, сега мешаме лесно. Со лажица, миксерот повеќе не го користиме. Значи лесно и што побрзо, затоа што ако со помош на лажица пената од изматената смеса ни падне, значи ќе имаме потенок пандишпан. Во тоа е суштината на квалитетот на пандишпанот. Пандишпан е готов во тава за печење. Сега ќе го ставиме, ќе го печеме во веќе загреана рерна, значи откако почнавме со работа, ја вклучуваме веднаш рерната. Рерната на 200 ја загреваме, но кога ќе го ставиме пандишпанот, тогаш ја намалуваме температурата на 180, по потреба и до 150 степени, затоа што пандишпанот треба да се испече или да се просто кажано суши повеќе. Некаде околу 15 на минути. Повеќе не би му требало на оваа врста на пандишпан. Мојот пандишпан веќе готов, испечен и спремен за филување на торта. Јас од оваа смеса што сега ви ја презентирав, во иста тава со пречник од 24 сантими, испечев 2 пандишпана. И уште 2 печам, а потоа ќе составувам торта. Значи фил си правиме по желба. На оваа големина на пандишпан обично одговара некаде фил, ако правиме со млеко од литар, или може со други филови, каде што имате богат избор, со хопла можете со шоколадо, со јајца, со маргарин и уште многу други, значи намирници кои вам ви се допаѓаат и ви одговараат. Иде за еден многу убав, прекрасен пандишпан, кој верувам дека секому ќе му се допадне и ќе биде вкусен, значи за јадење.